Почитувани гледачи, ова е новата ТВ ординација. Минатата до ординација зборувавме колку е силна антивакциналната кампања во светски рамки, но и во Македонија. Па и оваа недела ја посветуваме на вакцинацијата. Во пресред, односно оваа недела, светот ја означува и светската недела за имунизација. Во продолжение предлагам да го погледнеме разговорот со новиот началник на оделението за вакцинација во Здравен дом Струмица, доктор Милан Гудев, кој зборува дека се погласни се родителите, дека дури се спремни да ги платат казните кои што ги налага државата, само да не ги вакцинираат своите деца. Како и во цела Македонија, така и во Струмица се бележи пораст на невакцинираните деца. Лекарите велат дека имаме безбедни вакцини кои што се со контролиран увоз. Сметаат дека секој одбивање на вакцините носи и голем ризик за појава на болестите кои што во минатиот век речиси и да ги искоренивме. Во продолжение предлагам да го погледнеме разговорот со доктор Гудев. Така, во Струмица и во регионот, како и во цела наша држава, пристане трендот на опаѓање на опфатот на имунизација, освен за вакцината БСЖ, која преку 95% и во задоволителни рамки, за другите вакцини се по-слаб и по-слаб одзивот. Антивакциналната кампања си го зема својот данок. Ни се враќаат болестите од 20 век. Така, болестите од 20 век ни се враќаат веќе во нашето соседство, односно нашиот северен сосед. Веќе имаме и смртни случаи на сипаници. Каква е состојбата со малите сипаници кај нас? Како што кажавте, веќе во нашето соседство, Србија, Република Грција, се по-присутни случаевите на морбили. Кај нас, за разлика од нив, се уште не е така голем во епидемиски размери, но со оглед на тоа дека вакцинацијата против малите сипаници опаѓа, во понатамошниот период може да очекуваме и кај нас појава на епидемија. Така. Имавме изминатите неколку месеци појава на мали сипаници во изолирани случаеви кај популација од 30 до 40 годишни пациенти, кога и не била воведена вакцинацијата во земјава. По воведувањето на вакцинацијата 80-тите години веќе и да не се забележува кај популацијата од оваа година нагоре мали сипаници. Ова е еден пример дека сипаниците вршат улогата на заштита. Така, вакцината против сипаници, така наречената МРП, си ја докаже својата вредност за генерациите што се вакцинирани. Така да, ако се јават случаи, ќе се јават кај помладата генерација. Така. Која е она одбивност во моментов кај родителите токму со оваа антивакцинална кампања, за кои вакцини најголем отпор имаме? Најголемиот отпор е токму кон оваа вакцина МРП. Антивакциналната кампања ја обвинува вакцината против морбили, рубеола и паротит, ја обвинува за појава на аутизмот кај децата. Иако тоа веќе докажано со повеќе студии дека не е точно, се уште владее мислењето за дека таа ја предизвикува аутизмот. Така. Што се случува со ХПВ-то? Со ХПВ-то одзивот кај нас е се уште мал, негде околу 45%, со тоа што веќе постои тенденција дека луѓето ја прифаќаат оваа вакцина, но се уште е тоа во некои граници кои што за нас како работници што работат во имунизацијата не се задоволителни резултати. И конкретно за околу вакцините, може ли да ми кажете од каде доаѓаат нашите вакцини? Колку се безбедни? Веќе последните години Нашите вакцини се од реномирани производители од Франција, Белгија, така да се безбедни, минуваат ригорозни контроли пред да бидат употребени како вакцини, така да, како што изјави нашиот министер здравство, вложувањето во вакцинацијата во вакцините е за вложување во еднината на нашите деца. Така, и еден апел до родителите?
да ги имунизираат децата, да не го прескокнуваат календарот на имунизација, да не чекаат нешто да се случи од вакцините, затоа што нашите вакцини се ефикасни и безбедни за користење. Така го погледнавме разговорот со доктор Гудев, во продолжение ќе погледнеме и изјавата на министерката за образование, но и министерот за здравство, кои што се со спротивставени ставови. Од Министерството за образование велат дека вакцинацијата не сме да се коси со уставната одлука. Децата да задолжително да посетуваат основно образование. Додека пак од Министерството за здравство велат дека мора да се најде компромис. Ви благодарам на сите за присуството. Многу ме радува добриот одзив на денешниот настан по повод промоцијата на бенефитите од вакцинацијата. Вакцините не штитат од многу тешки болести. Тие тешки болести може да предизвикаат сериозно оштетување на мозокот, парализи, ампутации. Со години нашата земја имаше одличен степен на вакцинација, за жал сега тоа повеќе не е така. Постои голем ризик дел од болестите кои што со години назад се веќе искоренити да се вратат назад, да ги донесат патниците од земјите каде што тие се уште се присутни, да се заразат нашите деца кои што не се вакцинирани, а тие да ги заразат и другите деца кои што се уште мали да бидат вакцинирани. Тоа е огромен ризик и ние во Министерството за здравство напорно работиме да смениме сликата на нашата земја во однос на вакцинацијата, да активираме кампањи, да подигнеме свеста и на населението и на здравствените работници за бенефитите од вакцинацијата, понатаму да воведеме нови вакцини во календарот и календарот да го осовремениме со воведување, заменување на старите со нови вакцини. Антивакциналните кампањи се темелат на псевдонаука, на трудови кои што се докажа дека не се вистинити. Имаме обврска да се вакцинираме самите и да ги вакцинираме нашите деца. Вакцината е најдобрата инвестиција со човекот може да направи за своето здравје. Ви благодарам. Ќе преземе ли нешто Министерството за здравство дополнителни мерки за да се спречи ширење на морбили со оглед на алармантната состојба во соседните земји и големиот број смртни случаи? Веќе имаше прогласена епидемија на морбили во Србија. За среќа кај нас за сега нема регистриран поголем број на случаи, но ние будно ја пратиме ситуацијата. Во фаза сме формирање на национално координативно тело за вакцинација, кој што ќе ги следи сите овие работи, меѓутоа ќе работи на осовременување на календарот на вакцинација и на контрола на целокупниот процес на имунизација во нашата земја. Дали ќе се чешлаат ова недела сите вакцинални картони и дополнително ќе се вакцинираат деца кои не се вакцинирани со морбили? Да, како и што кажав, тоа национално координативно тело ќе има задача детално да го разработи целокупниот процес на имунизација и ќе интервенираме на секој ниво на кој што ќе приметиме дека има проблем. А во продолжение и реакциите на лекарите. Што велат тие? Зошто антивакциналните кампањи се се посилни и дали воопшто вакцинацијата, односно вакцината на МРП, носи и голема доза на се поголем број на деца со аутизам. Со воведувањето на вакцинацијата како мерка за заштита на населението од заразни болести, постигнати се најдобрите резултати во историјата на медицината. Бројни заразни болести се искоренети во светски рамки, голем број од нив се елиминирани, а голем број на заразни болести се ставени под контрола, при што само во одредени реони во светот се регистрираат поединечни случаи. Од 1885 година Луи Пастер ја открива вакцината против беснило. 1900 година е откриена вакцината против диптефер и тетанус. 1927 година откриена вакцината против туберкулоза. 1955 вакцината против парализа. Во 1960 откриена вакцината против морбили и заушки. Вакцинацијата штити од болести, индивидуалност и смртност. Таа е едно од најисплатливите јавно здравствени мерки. Целта на вакцинацијата е да се заштити еднаквата и заедница од заболувањето кои може да се спречат со вакцините. Во светски рамки, околу 10 милиони деца под 5 години годишно умираат. 1/4 од нив се деца кои умираат од болести кои може да се превенираат со вакцина, а 1,4 милиони деца се под 5 годишна возраст. Токму затоа едно од милиумските цели е намалување на смртноста на децата под 5 годишна возраст за 2/3 до 2020 година.
Во Република Македонија со активна имунизација се започнува кон средината на минатиот век и се во текот на времето бројот на болестите кои се превенираат со вакцинацијата се повеќе се зголемува. Првата вакцинација во Македонија воведена 1948 година со воведување на вакцинацијата против туберкулозата. Од тогаш наваму се воведени вакцини против многу заразни заболувања. Република Македонија ги прати препораките на Светската здравствена организација и во последните години воведе нови вакцини, и тоа вакцината против хепатит Б 2004 година, вакцината против хемофилус од инфлуенцата типот Б во 2008 година, како и вакцина против хуман папилома вирусот во 2009 година. Опфатот со вакцинацијата примарно се подобрува, со што нашата држава се вбројува меѓу државите кои имаат висок опфат со имунизација. Согласно важечкиот календар за имунизација, континуираната задолжителна имунизација се спроведува против следните болести: вирусна жолтица, Б, хепатит Б, туберкулозата, заболувања предизвикани од хемофилис инфлуенцата типот Б, дифтерија, тетанус, голема кашлица, детска парализа, мали сипаници, заушки и црвенка, односно рубеолата, и заболувања предизвикани од хуман папилома вирусот ХПВ за сите лица на одредена возраст според календарот на имунизација и годишна програма за имунизација. Вакцинацијата е бесплатна за сите лица од 0 до 18 години, без разлика на здравственото осигурување. Бенефитите од вакцинацијата се создаваат отпорност на организмот кон заболувања, ги спречува ризикот од заболување, ја спречува смртноста од заболувањето, спречува инвалидитет и други последици, допринесува до колективен имунитет, спречува појава на епидемија од заразни болести, ги намалува трошоците за лекување, ги намалува трошоците за боледување, поголема ефикасност на родителите на работните места и обезбедува здраво поколение. Република Македонија со години наназад има успешен систем за имунизација во државата, спроведуван од страна на службите за имунизација во здравствените домови во државата. Со години наназад е бележен висок опфат на имунизација со сите вакцини. Со успешна имунизација во Македонија се постигнати многу позитивни резултати. Последниот случај на дифтерија е регистриран 1976 година. Нема податоци за регистрирани случаи на постпородилен тетанус уште од 1993 година. Последниот случај на полиомиелитис е регистриран 1987 година. Во јуни 2002 година Македонија заедно со останатите држави од Европскиот регион доби сертификат како земја ослободена од полио. Вакцините даваат резултати и тие се безбедни. Всушност, тие се повеќе од безбедни и со нив може да се спаси живот. Имунизацијата представува едно од најзначајните и најсплатливите достигнувања на јавното здравство во денешно време. Вакцините го спасуваат животот на децата и може да го запрат ширењето на болестите. И покрај овој факт, во 2017 година, повеќе од половина од најранливите деца во светот се уште не ги добиваат основните вакцини кои се потребни за здрав живот. Освен тоа, се поголем број деца не ги добиваат вакцините кои може да се заштитат и нивниот живот поради зголемениото влијание кое се врши со кампањата против вакцините и гласините кои се шират за безбедноста и квалитетот на вакцините. Научниот факт е дека вакцините действуваат и се безбедни. Всушност, тие се повеќе од безбедни. Со нив може да се спаси живот. Кога најголемиот број на децата во една заедница се вакцинирани, поединечни случаи на заболувања ретко прогресираат во епидемија. Меѓутоа, доколку некои од децата не ги добијат потребните вакцини, зголемен е ризикот од заболување на истите. Во земјава се предвидени 11 задолжителни вакцини, од кои повеќето се поливалентни вакцини против голем број болести, како што се туберкулоза и така натаму. Опфатот со имунизација во последните години е намален во главниот град, каде е регистриран најголемиот опфат во земјава со вакцината МРП, морбили, рубеола и перотит, изнесува само 67%, според Институтот за јавно здравје. Овој тренд е во пораст. И тоа континуирано се должи на лажните тврдења на глобалната кампања против вакцините, според кои вакцините може да бидат штетни за некои деца. Иако за тоа постојат научни докази, сепак доведе до опфаќање на опфатот на вакцинацијата, кој пак за возраст сега ги покажува првите штетни последици со појавата на епидемија на сипаници во некои земји од регионот, меѓу кои има и смртни случаи.
пристапот до вакцинација доведе до драматично намалување на смртноста кај децата под 5 годишна возраст од заболувања кои може да се спречат преку вакцинацијата. На глобално ниво, околу 2 до 3 милиони детски животи се зачувани секоја година благодарение на вакцините. Во Македонија стапката на опфат со вакцинирање е многу блиско до посакуваните, 95%, иако се забележува тренд на опаѓање во некои вакцини, особено МРП-то. Во 2016-та, околу 3860 од 22.000 и 13 деца ја немаат примено таа вакцина, а тоа значи дека опфатот со МРП изнесува само 82%. Дури 19,4 милиони деца широм светот не добиваат вакцини, бидејќи опфатот со вакцинација не стига до нив. Многу мина живеат во урбани сиромашни квартови или во кампови за раселени лица, каде лошата исхрана и несоодветните здравствени, социјални и санитарни услови и пристап до питка вода го зголемува ризикот од заболувања, како што се пневмонија, диатреја и мали сипаници. И сите може да се спречат само преку вакцинацијата. Благодарение на вакцините, некои болести како што се големи сипаници навистина се искоренети. Некои се на прагот да бидат искоренети, како на пример полио, а многу други се ставени под контрола и се наоѓаат на патот на целосно искоренување, како што е дифтерија, пертитус, големата кашлица, малите сипаници, тетанус и така натаму. Доколку сите деца ја добијат потребната имунизација, ќе бидат зачувани најмалку уште 1,5 милиони животи. Токму затоа, сите ние треба да бидеме и да дадеме свој придонес и да помогнеме да се шират информациите дека вакцините навистина даваат резултат. Овдека и крајот на денешното издание на ТВ Ординација. Останете и понатаму со нашиот канал. Од мене до гледање.